Ти што се протегаш од Озрен до Кала, зар можеш ликот да го препознаеш? Од искона не постоиш и во тебе праисконско нема. Овој стих е вовед во приказната посветена на малиот град кој се простира на Злетовската област. Во подножјето на Осоговските планини, по течението на Злетовска река, на надморска височина од околу 600 метри, Пробиштип е длабоко истакнат како орловско гнездо. На просторот меѓу селата Калниште и Пробиштип, по ослободувањето во 1945 година, започела да се создава рударска населба која со текот на времето прераснува во мал, модерен град, центар на истоимената општина Пробиштип. Местоположбата на неколкуте поврзани делови од градското јадро се распространети на терен, составен од ниски конусни ридчиња и мали зарамнини. Градот е на релативно рамна површина на простор кој има умерено континентална клима. На почетокот на своето создавање во 1945 година на просторот на сегашниот Пробиштип постоеле само 21 стамбена зграда со 100 жители, работници и стручен кадар кои тука живееле и работеле. Рудникот Добрево и флотацијата во Пробиштип, како и малата термоцентрала и копот за јаглен лигнит, се главните ангажмани кои барале работна сила. Ново формираната урбана населба, која била изградена за потребите на новите работници, чиј број постепено се зголемувал, станала примамливо место за живење. Ја имала потребната инфраструктура, водовод, канализација и нови тампонирани убави улици, најнеопходните продавници и занечиски дуќани, како и амбуланта и училиште. Вработените во рудниците најчесто дојдени како печалбари самци во 50-тите години почале масовно да ги доведуваат своите семејства. Ваквиот развој на населбата кон 70-тите и 80-тите години и дал нов лик, а таа официјално е прогласена за град Пробиштип. Во повеќе годишниот силен економски и сеопшт развој на градот, главни носители биле рудниците Злетово, а подоцна и фабриката за акумулатори. Но овие чинители и денес имаат влијание на успехот и економската моќ на Пробиштип. Фабриката за акумулатори Весна САП минатата година одбележа 35 години акумулаторска индустрија во Пробиштип. Постои од 1986 година, а како приватен субјект 20 години подоцна. Произведува 3 бренда, од кои 85% се наменети за извоз на европскиот пазар. Пробиштип, познат како град на рударите. Па тогаш имаше можност одблиску да погледне дел од процесот кој се одвива во индоминерали и метали. Ексклузивните снимки кои ги направивме се во погонот за флотација. Рудникот Злетово и градот Пробиштип се поврзани од самите почетоци на постоењето на градот. Всушност градот е и создаден заради постоењето на рудникот Злетово. Инаку малку од историјата, рудник Злетово е најстар рудник на Балканот и почнува со експлоатација од 1928 година. И покрај долгиот период на експлоатација, се уште иднината на оваа општина и на рудникот се многу светли, бидејќи рудните наоѓалишта се уште не се исцрпени, а ние и понатаму вложуваме во понатамошни истражувања на околните области. Рудник Злетово во моментов работува 526 работника и работи со прилично голем капацитет. Она што ние го произведуваме, односно нашиот финален производ е оловен и цинков концентрат и целото наше производство е однапред продадено во смисла на 3 годишни, 5 годишни аранжмани со познат купец. Се надевам дека сите предизвици што ги носи овие вртлози на светската економска криза во кој сите се наоѓаме на оваков или онаков начин, нема да не попречат. Напротив, сметаме дека иднината на рудникот, односно на индустријата во која што сме, а со тоа и иднината на градот Пробиштип се прилично светли. Денес, екзистенцијата ја надополнуваат и конфекциите.
Интересен податок е тоа што за разлика од минатото, денес бројот на вработени жени е поголем од оној на машката популација. Една од конфекциите во Пробиштип, која брои 120 вработени, е Амика, која работи исклучиво со женски модели, како блузи и фустани. Работат со модни брендови од Италија и Германија. Сите овие податоци се непосредно поврзани со настанокот на Пробиштип и неговиот развој. Убаво е да зборуваме за овој град кој не потсеќа на убаво место од Алпите, барем според конфигурацијата. Но за да ви ја доближиме и подобро е да ја запознаете приказната, најдобро со многу душа, емоции и љубов, раскажува Стојан Стефановски, врсник на Пробиштип. Тој е човек кој покрај говорењето за својот град, убавините, доживувањата и развојот ги ставил и во повеќе монографии. За разлика од другите градови на кои некогаш можат да кажат од каде потекнува името или каде не, за Пробиштип нема воопшто проблем, бидејќи Пробиштип го добил името по непосредно блиското село Пробиштип, а сега ќе кажам после од каде Пробиштип го добил името селото Пробиштип, бидејќи Пробиштип како град е израснат, создаден и оформен на просторот помеѓу двете села Пробиштип и селото Калниште, практично на нивите, ледините, празнините, на просторот на лозјата и така натаму, и затоа, но бидејќи бил така да се рече 100 метри поблиску до Пробиштип отколку до Калниште, селото Калниште, на средината меѓу овие две тогашни села, преовладало повеќе мислењето Пробиштип и постепено Пробиштип останува со тоа име. А инаку изворно, зборот Пробиштип, односно името на старото село Пробиштип, од кое што градот го добил името Пробиштип, потекнува уште од средниот век, кога еден богат штипјанец, Пробиштитович, не Пробиштипович, туку Пробиштитович, доаѓа тука, купува имот во непосредна близина сега на градот и после известно време се проширува неговиот имот со неколку куќи и иако тој живеел во Штип, се преселува во Пробиштип, односно доаѓа тука и по неговото име Пробиштитовичи ги викале, но потоа настанала јазична трансформација од Пробиштип поради градот Штип близината, станало Пробиштипович и така Пробиштип го добил своето име. Но денес трендот и потребите за подобро живење наметнуваат нова динамика. Затоа општинската администрација, која е една и од најзаслужните за подемот на Пробиштип, мора да е во чекор со барањата на своите граѓани. Многу убави избиднувања во ова мало градче кои привлекуваат гости и од околните градови, бидејќи, како што велат пробиштипјани, се е направено со вкус. Последниве неколку години локалната самоуправа на Пробиштип посветува исклучително внимание на културните збиднувања во градот. Како локална самоуправа сметавме дека треба да дадеме поттик и треба да обезбедиме повеќе средства за да се организираат културни манифестации од различни бранши. Па сведок за тоа и програмата на општината за 2012 година, каде што навистина ќе не очекуваат многу интересни настани. Ние се трудиме со минимални средства за да обезбедиме квалитетна програма за нашите граѓани со цел да им се подобри културниот, социјалниот живот, да се дружат повеќе, на еден начин да ги оттргнеме од секојдневните грижи и сметам дека успеваме во тоа, затоа што секоја манифестација која што е во организација на општина Пробиштип зрачи со енергија, со сплотеност и со заеднички сили. Се надевам дека ќе продолжиме така и во иднина. Младите во секој град се едни од главните поттикнувачи за подобриот развој на општината, особено затоа што тие се иднината. Како пример може да ја земеме новата спортска сала, која ги нуди сите услови за правилен развој на учениците. Спортски терени по светски терк, изградба на уште помодерни комплекси, се со една единствена цел – задоволување на потребите на жителите на овој град. Минатата година на 28 август, денот на рударите и патронат на градот, беше пуштен во употреба единствениот аквапарк во земјава. Спорт, забава и атракција на едно место, со нови изненадувања и оваа престојна летна сезона.
Фудбалскиот клуб Рудар е една од спортските гордости на Пробиштип. Клуб кој е основан во 1947 година и до денес континуирано се надпреварува. Сигурно ќе се сетите на познатите фудбалски имиња кои се производ на овој клуб. Љупчо Наумовски, Борче Јурев, Стојанче Игњатов, Ивица Глигоровски, Ванчо Трајков. Покрај сениорската екипа тренираат и младинци кои се надеваме еден ден ќе настапуваат за светски клубови. Општината, водејќи грижа за спортот и рекреацијата на младите, презеде активности во смисла на планирање и осмислување на просторот, кој што како резултат на изменетиот детален урбанистички план се изработи проект, како што кажав, за спортско-рекреативен комплекс, кој што во своите рамки подразбира изградба на две игралишта, од кои што едното ќе биде со намена тениско игралиште, поточно двојно тениско игралиште, а другото е со намена повеќе наменско игралиште, со намена за играње на ракомет и мал фудбал. Со изградбата на овие игралишта, кои што се надеваме дека за неколку месеци ќе бидат и реализирани, како што се најавите од страна на Агенцијата за млади и спорт, со чија што помош планираме да ја реализираме нивната изградба. Иначе, во рамките на овој комплекс, освен овие две игралишта кои што ги споменав, општината со своји средства планира да го дооформи целосно просторот, со изградба на пешачка патека, со изградба на неколку детски игралишта за најмалата популација, со детски реквизити. Значи се надеваме дека до крајот на годината овој простор ќе биде убаво осмислен, не само осмислен, туку и реализиран во интерес и на среќа на целокупната пред се млада популација во Пробиштип. Екипата на Патока своето патување кон Пробиштип го почна заедно со пролетта. 21 март ќе биде денот кој во иднина ќе биде одбележуван со манифестацијата Зелникот на Баба, кој оваа година беше организиран за прв пат. Многу вешти раце на едно место. Предизвик за гурманите, задоволство за домакинките. Има поиќе врсти на зелници. Ако сакате рецепт конкретно од мојот, да ви кажам, се меси обично тесто со малку квасец, млака вода, сол, зејтин, средно меко тесто, се прават кори, се печат на печка одгоре и потоа се реди во си има тука како се реди марифет во редењето, се печи, се пари со масло, сол и завриена вода, се оставува уште малку да се испечи и потоа се служи. Сега може да биде посен, на средина да биде со прас, само зелје или така, а може да биде и мрсен. Бидејќи сега ова манифестација се одржува во пости, повеќето од зелените се пости. Сите добронамерници кои што доаѓаат во Пробиштип, кои што го посетуваат локалитетот Лестово, освен природните убавини, освен културното историско наследство, воодушевени си заминуваат од вкусот на нашата традиција, од вкусот на зелникот, вкусот на овој традиционален македонски специјалитет кој што го подготвуваат нашите домаќини. Како што можете да видите, одзивот е голем, имаше интерес и од целиот регион. За прв пат оваа година го правиме на ниво на општина Пробиштип. Се надеваме и веќе сме уверени дека најде на добар одзив. Веќе од наредната година го прошируваме со регионот па и пошироко, за да на лице место тука пред сите собрани граѓани на плоштадот во општина Пробиштип се демонстрира овој наш традиционален специјалитет, со тоа што постарите особи за кои е карактеристично што го изработуваат, да им го пренесат тоа на помладите. Инаку во Пробиштип има веќе се одвоија неколку манифестации по кои што веќе сме познати во Републиката. Веќе наредната недела следува Пробиштипскиот маскенбал,
кој што е исто така една прекрасна манифестација посетена од повеќе илјадна публика и посетена овој пат збогатена со наши драги гости од целиот источен плански регион. Потоа следи великденскиот хепенинг, и во текот на летниот период имаме по повод денот на општината 28 август, имаме недела на спортот и на културата. По повод 28 август, денот на општина Пробиштип, таа недела ја именувавме недела на спортот и на културата, каде што на сите спортски терени, а верувајте ги има многу во Пробиштип, се одвиваат неколку спортски турнири, а овде на градскиот плоштад секој ден има некоја културно-уметничка програма. Во Пробиштип се живее хармоничен и среден живот. Многу весели и насмејани лица се само дел од оние кои ние ги видовме. Убаво се живее, кој се има, кој се нема. Па да ви кажам, јас во Пробиштип живеам некаде околу 40 години и целиот овој период сум имал можност, прилика да работам и на други места, меѓутоа не би го заменил Пробиштип за ниту еден град во Македонија. Онака е многу убаво. И да честитаме ден на пролетта на сите луѓе, на сите граѓани во Македонија и се најубаво. Добар е, многу е добар, не можам да кажам лошо. Така младите се снаѓаат со работа, дека најдат нешто прифатно. Одличен. По Пробиштип, кој сака да работи, има живот. Кој не ќе да работи, нема живот. Пробиштип не е многу во и оваа организација сега е многу во. По прв пат се пријавува во Бабин Зелник, али мислам дека снимај дека си купив ја, пошто е хуманитарно, си купив од 5 места по 20 денара, така да парите се хуманитарна цел за дечињата од школото. Убава манифестација и добро не е многу лошо. Спонтаното негување на културните традиции и обичаи на населението од овој крај има истакната улога во животот на луѓето. Пробиштип има своја богата традиција. Пробиштипската област располага со богато културно и природно наследство напластувано со векови, кое што се истражувало. Исто така и денес се истражува ова наследство и се оди кон негова популаризација, афирмација и валоризација на културните вредности. Инаку може да кажеме дека тука станува збор за една традиционална култура која што постоела со векови, која култура се пренесува од поколение на поколение, а сето тоа содржи еден сегмент од материјалната, општествената и духовната култура на традицијата на нашиот народ. Кога говориме за материјалната култура на еден народ, тука спаѓаат